Општина Берово има 8 населени места, од кои најнаселено и во исто време најоддалечено, со најголем природен прираст на населението, е селото Двориште. Населбата се наоѓа на крајниот југоисточен дел на територијата на општина Берово, во јужната падина на Малешевските планини, чиј јатар се допира на една страна со државната граница со Бугарија и е погранично село, а на друга страна со територијата на општина Ново село. Селото е планинско, на надморска височина од 940 метри. Од градот Берово е оддалечено 21 километар. По последниот официјален попис, брои 757 жители. Има мощне голем атар, кој што зафаќа простор од 85,8 километри квадратни. На него преовладуваат шумите на површина од околу 4500 хектари, потоа следуваат пасиштата на површина од околу 2500 хектари, а на обработливото земјиште спаѓаат околу 1400 хектари. Селото Двориште е единствено село од разбиен тип во Малешевијата, поделено на неколку маала и е оддалечено 4 километри од регионалниот пат Берово-Струмица. Селото е поделено на 5 маала, и тоа Новоселско маало, Чурилско маало, Баскалско маало, Тренчовско маало и Добрилачко маало. Карактеристично за селото, за разлика од другите населби во општина Берово, е дека во селото нема тенденција за миграција, односно бројот на жители се зголемува, а со тоа се зголемува и бројот на младо население. Како показател за ова е и бројот на деца во училишна возраст во последните 3 учебни години не се намалува и се движи во просек на околу 90 ученици. Дополнително има и голем број деца на предучилишна возраст, со што се надминува бројот над 100 деца. Селото е територијално поврзано со локални патишта кои водат кон центарот на селото, каде што се лоцирани основното училиште со спортска сала, здравствена амбуланта, спортско игралиште, откупен пункт, продавници и кафеана. Местното население претежно се занимава со земјоделие и сточарство, како и набавка и обработка на дрвна маса, со која е богат атарот на селото Двориште. Во селото нема индустријски капацитети. Долги години, селото со најголем природен прираст во Малешевијата е со многу лоша патна инфраструктура, без да биде извршена реконструкција или доградба на локалните улици, кои беа во катастрофална состојба, при што на поедини локации можеа да се забележат само траги од некогашен асфалт, без одреден коловоз. Во зимскиот период, комуникацијата и безбедноста на жителите беше уште повеќе отежната, при што често пати беше потребно да се интервенира во одржување на улици за отстранување на снег и мраз, кога не само што проблемите со проодноста на жителите беа големи, туку и дополнително се уништуваше постоечката инфраструктура и тоа во големи размери го отежнуваше животот на селаните, а пристапот на возилата за итната медицинска помош и противпожарната заштита беше скоро невозможен. Реконструкцијата на улиците во селото Двориште, како нужен и неопходен приоритет за подобрување на условите за живот и социоекономски развој на селото и на градот Берово воопшто, многу често, скоро на сите средби со жителите од селото, е истакнувано како приоритет. Согласно потребите и приоритетите на граѓаните, честопати улиците се ставени во програмата за локални патишта и улици, но заради големата финансиска конструкција, во ниту еден момент општината немаше можност за реализација. Конечно, во согласност со договорот за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, во согласност со меморандумот за разбирање, Министерството за транспорт и врски и општина Берово, како крајен корисник, склучија договор за имплементација и регулирање на правата и обврските во тек на спроведување на договорот за градешни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини, согласно избраните проекти,
Договорените страни се согласија да го спроведат овој договор за имплементација согласно проектно-техничката документација со која општина Берово аплицираше за финансирање над подпроектот Локален пат во село Двориште, која е составен дел на договорот за градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени проекти. Предмет на овој проект е реконструкција на улици во селото Двориште, општина Берово. Улиците кои се предмет на работа во овој основен проект се поделени на крак 1, крак 2, крак 3 и крак 4. Крак 1 се протега од запад кон исток во село Двориште. Должината на крак 1 изнесува 1988 метри. Крак 2 се протега од југ кон север. Должината на крак 2 изнесува 635 метри. Крак 3 се протега од север кон југ. Должината на крак 3 изнесува 435 метри. Крак 4 се протега од југ кон север. Должината на крак 4 изнесува 420 метри. Вкупната должина на сите 4 улици, односно краци, во село Двориште, изнесува околу 4000 метри. Од страна на општина Берово се овозможени сите предуслови за почеток со проектот во согласност со позитивните законски прописи во рекорден можен рок. Трасата е дефинирана со избор на фиксни точки, одредени врз основа на конфигурација на теренот, согледани во ситуационите подлоги и препознавање на теренот, извршено од страна на проектанти и представници на инвеститорот. Главните карактеристики на теренот, кои се констатирани при увидот на локацијата, се разработени со основниот проект. Лоцирани се постоечки пропусти, потребата од изведба на нови, како и реципиентите, каде е изведено одводнувањето. Типскиот, нормален, попречен профил е во најголем дел од улиците прецизно дефиниран, со точни димензии, со цел максимално искористување на расположивиот простор, а воедно правилно обликување. Димензиите се како што следуваат согласно проектната програма. На коловоз 4,50 метри и 2 каналети по половина метар или вкупно 1 метар припаѓа на каналети. Понатаму, пред самото започнување на проектот, општина Берово изврши целосна експроприација на делот од земјиштето што беше во приватна сопственост. Општината изработи и 2 подпорни ѕидови на крак 1 со цел да се добие потребната ширина на улиците согласно позитивните законски прописи. На почетокот од 2021 година, кога сите предуслови беа исполнети и околностите подготвени за работа на терен, започна со реализација на проектот реконструкција на улици во село Двориште, општина Берово, кој што се реализира во рамките на проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, како најважен капитален проект за селото Двориште изминатите 50 години и проект од огромно значење за подобрување на патната инфраструктура во Берово воопшто. Главната цел на овој проект е подобрување на моменталната состојба на патната инфраструктура во село Двориште преку надградба на 4 краци во должина од околу 4000 метри. Проектните активности опфаќа механичко сечење на асфалт со длабочина од 15 см, ископ на дренажен ров и монтирање на дренажен цевковод, поставување слој на тампон, поставување на бетуменски слој и набивање на сите слоеви на асфалт. Проектот е финансиран од страна на Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Првичните активности на терен за реализација на проектот, реконструкција на улици во село Двориште во рамките на проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, во должина од 4000 метри. Според конечниот проект, во кој е додаден уште еден крак, Тренчовско Маало, започнуваат на почетокот на 2021 година.
Истите придонесуваат до значително подобрување на инфраструктурата во селото, се подобрува комуникацијата на жителите во селото и пошироко, се олеснува пристапот на жителите до нивните имоти, како и пристапот до институциите, пристапот на возилата за итна медицинска помош и противпожарна заштита и воопшто се подобрува се вкупниот квалитет на животот на жителите во селото Двориште. Во текот на самата реализација на проектот, изведувачот наидува на голем број непредвидени работи на терен, кои беше потребно да бидат направени со цел заштита на патната инфраструктура, и сите беа благовремено прифатени од страна на Министерството за транспорт и врски и изведени или преку анекс кон основниот договор или во рамките на самиот договор. При тоа, со анекс на основниот договор, извршено е поставување на решетки и одвојување на водите во центарот на селото. По барање на општина Берово, преку доставување на нова, готова техничка спецификација, дополнително се врши реконструкција на крак 4, така нареченото Тренчовско маало, во должина од 420 метри, со што се заокружува целина, подобрување на патната инфраструктура, скоро на целото село. Овој пат води до црквата во селото и е од особено значење за жителите, бидејќи тука во одреден период од годината, кога традиционално се прославуваат одредени празници, се собира цело село и пошироко доаѓаат гости и туристи. Понатаму, на крак 4, дополнително изграден е бетонски канал за прифаќање на атмосферските води, а на крак 2 е изработен пропуст за одводнување. Во текот на месец ноември 2021 година, селото беше опфатено со обилни врнежи, при што се јави потреба од изработка на подпорен зид за крак 3. Со голема ефикасност од страна на изведувачот на работите, а по барање на крајниот корисник, брзовремено е реагирано и потребниот подпорен зид е изграден. Подпорен зид е изграден исто така и на крак 1. Заради заштита на улиците од поплави при поројни дождови, на две места на крак 1 се јави потреба од додатна изработка на дренажа, при што изработено е дренирање на пропуст за атмосферски води. Изградени се два додатни подпорни зидови на крак 2 со вкупна должина од 40 метри. Преку проектите за развој на модерна инфраструктура, во изградба на нови патишта, рехабилитација на регионални и магистрални патни правци со примарен фокус на регионалното поврзување и посебен приоритет на локалните патни правци, со цел забрзан локален развој и модернизација на македонските општини, во Беровско Двориште се подобри целокупниот социоекономски живот, се олесни животот и пристапноста на жителите, при што конечно после долги години тие добија соодветна патна инфраструктура. Инвестициите во патната мрежа во село Двориште беа неопходни во создавањето на подобри услови за живот на граѓаните и овозможија развој на локалната патна мрежа, подобрување на урбаното живење на граѓаните, поголема безбедност и подобра комуникација помеѓу населените места. Изминатиот период во село Двориште се случуваше градежна експанзија, каде што покрај асфалтирањето на улиците, изграден е и цевковод за вода за пиење, исто така преку Министерството за транспорт и врски, а комуналното предпријатие започна и со организирано подигање на смет. Во текот на изведбата, водено е сметка за запазување на сите мерки за заштита на животната средина, а поставена е и кутија за поплаки и жалби на населението, па така на единственото барање од жителите за проширување на улицата на одредено место е излезено во пресред. И слободно можеме да кажеме дека согледувајќи ги околностите и споредувајќи го природниот прираст на населението, ова село во вистинска смисла на зборот заслужено доби подобрени услови за живот на жителите. Во 2022 година, со реконструкција на улици во центарот на село Двориште, заокружени се градежните активности на проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија
и Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, кој што општина Берово го реализира преку Министерството за транспорт и врски со поддршка од Светска банка. Со реализација на овој проект во селото Двориште, општина Берово, во значителна мера се подобрени условите за живот во руралната заедница, овозможено име на жителите да користат и други услуги кои се од големо значење заради обезбедениот пристап преку подобра комуникација и значително подобрена безбедност во секоја смисла на зборот, особено што после долги години Беровското село Двориште доби и сообраќаен режим, односно сообраќајно решение со поставување на вертикална сигнализација во согласност со позитивните законски прописи. Од особено значење во реализацијата на овој проект е олеснувањето на пристапноста на возилата за итна медицинска помош и противпожарните возила, при што се подобрува социјалната кохезија на жителите од селото Двориште, но и на останатите граѓани и посетители во Двориште. Со проектот е подобрена целокупната патна инфраструктура во Берово, при што се зголемува должината на корисната патна мрежа на територијата на општината за дополнителни 4000 метри. Исто така, од големо значење е развојот на земјоделието и руралниот туризам, кои се главни столбови на кои се потпира развојот на општина Берово. Поддршката на руралните населени места е од особено значење за целокупниот развој, при тоа имајќи го во предвид и производството на локални производи, при што Двориште е особено познато по производството на малешевскиот компир, кои се специфични и атрактивни и кои придонесуваат кон развој и на други стратешки гранки, како на пример развојот на туризмот. Реконструкцијата, односно осовременувањето на овие улици, придонесуваат до поврзување со современа патна мрежа на сите постоечки индивидуални објекти, оние кои се во фаза на градба и сите новопланирани објекти со патна мрежа како низ село Двориште, така и со останатите места во општина Берово и регионот, се до локалниот пат Берово-Струмица. Исто така, значително е олеснет пристапот на населението до центарот на селото, каде што се лоцирани сите институции, овозможен е полесен и побезбеден пристап на учениците од основното училиште, на наставниците во училиштето, кои патуваат по неколку километри, за да стигнат на работа, како и на сите други жители. Придобивките од реализацијата на овој проект се огромни, за тоа зборуваат жителите на село Двориште, кое после повеќе од пола деценија добија соодветна патна инфраструктура. Од проектот што е направен, од патот што е направен до сега, значи, прв пат во моите 52-3 години, какво нешто убаво да се направи. Това е убава работа, што не може некој да каже дека е лошо. Предходно ќе дојдат, ќе ни замажат очите какво такво, ајде и заврши. Тупки, кал, тука моментално, тука баш беше кал, да. И после, сега со тој проект многу убава работа. Многу добро. Задоволни со сите, нема ни еден што рекол да не. На друго место таков пат нема добар като тоа што е направен во Двориште. А најарно. И Струмишкото нема таков пат, асфалтурен като тука. Треба да продолжат и такви проекти, ако дават пари. Од некаде ако доводат ќе прават, ако не. Без пари не се прави тоа. Нема проблем. Сите се учествували тој пат. Това најголемо задоволство за селото, за село Двориште. Благодарност, упатувам благодарност на проектанти што го работилниците, инженерите. Убаво. Нема да речем лошо. Не е като порано што беше това, дупчи, таму, вамо. Сега е чиста работа. Супер. Това не е постојало некојаш. Постојали се тие пешачки патишта, кола, запрежни возила, това. И них е слабо имало. А сега сечка. Таков пат не е направено никаде.
камења одол постелени. Това не се троши никош. Никош. Квалитетно е направено. Да, нема грешка. Не е било така. Това пат немаше нищо. Това беше лопти, лопти. Отгоре бурите лодници. Чини, пред. Не, това не беше пат. Сега е пат. Пат е до дворище, до крај дворище. Многу сме благодарни што го наприја. Та има и возила, има и точаци, има мотореци, всичко е сега тука. Това го немаше дворище. Ич, возило. Немаше. Со кон на некаде кренеш, ќе вјадиш. Се надеваме дека истите ќе бидат одржливи и ќе продолжат да траат во годините што следат за генерациите кои доаѓаат за иднината на село Двориште. Во името на жителите на село Двориште и граѓаните на општина Берово, изразуваме големо задоволство од придобивките на овој проект и воедно упатуваме голема благодарност до сите кои придонесоа за успешна реализација на овој проект со сите дополнително изведени работи произлезени од изведбата на терен. Ги охрабруваме и понатаму да продолжат со финансирање на проекти од круцијално значење за жителите, со кои ќе го подобрат квалитетот на живот на граѓаните од руралните средини. Задоволни од придобивките, кои наголемо ги уживаме од реализацијата на овој проект, како општина, веќе имаме поднесено проектна документација за улици во село Ратево, кое нешто исто така во значителна мера ќе го подобри руралното живење во Берово. Општина Берово е горда што имаше можност да учествува во реализацијата на ваков голем капитален проект за селото Двориште.